Добар ден на сите. Пред се благодарам за големиот одзив на медиумите. Во рамките на Стопанската комора екзистира Македонската енергетска асоциација, која што ги собира сите компании кои што се прават конзум на електрична енергија, значи потрошувачи на електрична енергија и производители на електрична енергија. Македонската енергетска асоциација минатата недела имаше средба на која што ги разгледа актуелните состојби во енергетиката и заклучивме дека е потребно да поразговараме со владата и со регулаторната комисија околу истите. Во главно, бидејќи имаше широки дискусии и многу заклучоци, јас би ги групирал во 4 групи. Првата група се однесува на тоа да со уредбата за кризна состојба која што минатата година владата ја донесе, повластените производители, односно електричната енергија од така наречените зелени производители или зелената електрична енергија беше номинирана за индустријата. Сега со прекинување на уредбата, таа повторно се врати на сите корисници. Бараме, односно иницијатива наша е да таа енергија повторно се врати само за индустријата и со тоа значи македонската економија, која што е на слободен пазар, би добила некои дополнителни 7 до 8% од својата електрична енергија на годишно ниво по некои прифатливи и добри цени. Втората мерка која што ја бараме да владата преку своите компании, значи МЕПСО пред се и нормално преку своите состаноци редовни со соседните земји, пред се со владите на Србија и на Република Бугарија, изврши комуникација или искомуницира да во текот на зимскиот период не се сведат кросбордер капацитетите за пренос на електрична енергија на нула, односно со други зборови попросто кажано да не се затворат границите за увоз на електрична енергија, бидејќи тоа би било исклучително неповолно за целиот енергетски систем и би донело до последици кои што би биле посериозни. Третото барање е да се зголеми производството на електрична енергија и тука разговаравме во повеќе насоки, пред се значи во работењето на електростопанство на Северна Македонија, после тоа зборувавме за можноста на приклучување на ТЕЦ Неготино и обезбедување на мазут во овие услови, бидејќи согласно споштените цени на берзите од над 500 евра по мегават час и визави цената на мазутот која што посега постои, значи се успоставува дека е економично работењето на ТЕЦ Неготино и неговото враќање во рамките на електростопанство практично би придонело да може тоа да работи во текот на зимата, а да мазутот се пушти на слободен пазар, односно да видиме дали регулираната цена во негова можеби е пречка за таквото работење и да се овозможи да се купат количини на мазут уште на време, значи побрзо, за да може ТЕЦ Неготино да работи во текот на зимото. И тука посебно, значи, во овој дел на третата мерка за зголемување на производството е важно дека е потребно да се направат разговори со ТЕТО, кој што е приватен производствен капацитет, меѓутоа многу значаен во електроенергетскиот систем на нашата држава, но и не само во електроенергетскиот, него и во топлификациониот систем на државата. Значи мора да се направат напори ТЕТО да работи во текот на зимава и како извор за обезбедување на електрична енергија и како извор за стабилност на електроенергетскиот систем, но многу поважно за обезбедување на поевтина топлина во градот Скопје, кој што е и tekako значаен, и тука треба тие разговори да се почнат уште од сега. И последната четврта мерка која што ја бараме е мерката да практично се регулира во законот за градење и да се овозможи значи на индустријските капацитети, значи со намена Г1, лесна незагадувачка индустрија, да може да постават олеснително, значи во поедноставна постапка и во легален начин, значи инсталирана снага во фотоволтаици, бидејќи индустријата практично ја има само таа можност и тој начин да се одбрани, значи, на некој начин од овој ценовен шок за електричната енергија. Можеме да дискутираме и повеќе, можеби во третата мерка испуштив само да кажам дека во моментов во нашата држава има инсталирано некои 40 на мегавати, значи што фотоволтаици, што мали хидроелектрани, кои што се неприклучени на електроенергетската мрежа и тука значи сакаме да работиме преку институциите на државата, значи преку Министерство за економија, преку регулаторна комисија заедно со ЕВАНА, да тие капацитети што е можно побрзо се приклучат на електроенергетскиот систем, бидејќи денеска секој инсталиран мегават е чисто злато и е многу значаен во енергетскиот систем на државата. Може да си ги смените мислата. Може?
Првично би сакал да му се заблагодарам на господинот Андјушев како претседател на МЕА, но воедно и на сите членови на МЕА за придонесот кој го даваат во делот на справување со енергетската криза и топлинската криза во нашата држава, која, како што знаеме сите, не е само домашна криза, тоа е глобална криза заради случувањата, инвазијата на Русија во Украина, но и заради различни одлуки кои се донесени од и Европската комисија, но и од други држави. Како влада, како Министерство за економија, речиси во дневна база нас сме во комуникација со сите чинители во енергетскиот сектор во нашата држава, се со цел да се креираат, да се дизајнираат мерки кои ќе ублажуваат енергетската криза, не само во делот на домаќинството, но секако така и во делот на индустријата, пошто индустријата е многу важно, имајќи во предвид и вработувањето, но и современо и во делот на тоа што го даваат како додаден преднос за нашата држава, вклучувајќи го и буџетот и зголемување на економската активност, а зошто да не, нашите компании да бидат уште поконкурентни со вакви мерки, не само во регионот, туку и во европски рамки. Ние претходната недела написмено како влада ги добивме предлозите од страна на Стопанската комора, разгледани се од страна на владините представници на сите институции, вклучувајќи ги енергетските компании. Разговарано е и со Регулаторната комисија за енергетика, за која најверојатно претседател Бислимовски ќе каже детали, речиси повеќето од мерките, да не кажам 100% од нивните предлози, се прифатливи за владата и ќе почнат со спроведување веднаш, значи од почетокот на август, започнувајќи од прогласување на енергетска криза, каде согласно уредбата што произлегува од Законот за енергетика, ќе може владата да носи соодветни одлуки, се со цел да им излезе во пресрет на стопанството. Во делот на менаџирање на ситуацијата и подготовките што се прават од страна на институциите, ние веќе најавивме дека СМ преку Министерство за финансии и преку економија веќе обезбедила 100 милиони евра. 100 милиони евра од страна на ЕБОР, се со цел да се вблизнува средства во СМ за да се зголеми ликвидноста на СМ во делот на набавки за мазут, за јаглен, но секогаш и во набавка на електрична енергија. И тоа веќе е донесено како одлука во управниот одбор на ЕБОР и за кратко ќе се подпише договорот и ќе почнат да се прават таквите набавки. 1,1 милиони тони веќе се обезбедени за потребите на река Битола, некаде 500.000 тони за Осломе, што значи дека нашите очекувања се дека рек Битола негде од почеток на октомври ќе работи со трите блока. Осломе ќе работи со фул капацитет, имајќи во предвид дека има само еден блок и веќе почна испораката на мазут од Грција за потребите на ТЕЦ Неготино, која ќе почне со работа првично со првиот котел, а меѓувреме ќе се направат сите подготовки за да може да се стави во функција и вториот котел која ќе го дуплира капацитетот на ТЕЦ Неготино, се со цел да може да се снабдуваат првично универзалниот снабдувач, во овој случај ЕВНО, за потребите и потрошувачката на домаќинствата и малите потрошувачи и вишоците, секако дека во соработка со Стопанската комора да можат да се дават на стопанството согласно методологијата што ќе договориме претходно. И за крај би сакал да ве замолам и вас како представници на медиумите, посебно вие новинарите кои ги следите овие текови, да направиме повици за сите граѓани и за индустријата, значи да заштедиме што повеќе електрична енергија колку што можеме, имајќи во предвид дека на таков си начин ќе ја олесниме работата и на домашните капацитети, за да можат да покриват не само делот на регулираниот пазар, но и делот на слободниот пазар, но зошто да не и да не направиме дополнителни трошоци во нашите домаќинства, имајќи во предвид дека првата мерка веќе се донесе со воведување на блок тарифите на правичен начин, значи да се распредели товарот во делот на справување со електрична енергија. Сега зборувам за делот на цените. Тоа е многу важно и да бидеме подготвени, значи како што се подготвуваме сите, а секако дека и опозицијата треба да се вклучи тука. Јас сум ги повикал во неколку наврати и господинот Мицкоски и представниците на опозицијата
ако сакаат и кај нив ќе одиме, ќе ја објасниме целата ситуација, иако тие ја знаат и сакаат да добиваат политички поени, ако не и во собрание можеме да дискутираме за вакви работи, значи овие одлуки не се носат заради ништо друго, освен за да може да им се излезе во пресвет на индустријата. Тоа е законодавството во Северна Македонија, тоа предвидува законот за енергетика, дека ако треба да се усвои уредба, треба првично да се прогласи енергетска криза. Без прогласување на енергетска криза, такви уредби, такви мерки, согласно законот за енергетика, значи не може да усвои владата. А ако поминува 30 дена од тоа прогласување, таа одлука што ќе ја носи владата, тогаш тоа треба да го направи собранието. А во собранието, како одговорни политичари, кои сме добиле довербата од страна на сите граѓани, било тоа во влада, било тоа во опозиција, треба да им олесниме на институциите, на индустријата, што полесно да се справуваат со оваа енергетска криза и да го уплажиме негативниот ефект што би можел да го има кон стопанството, а секако дека и кон стандардот на живење на сите граѓани. Благодарам. Сакам да истакнам дека имавме одличен состанок со представниците на МЕА и особено благодарност до МЕА што го организираше овој состанок за сите барања кои што се поставени од страна на МЕА и се во надлежност на Регулаторната комисија за енергетика. Сите барања се прифатливи и Регулаторната комисија за енергетика ќе ги дел од нив веќе ги има имплементирано, а дел од нив ќе ги имплементира во наредниот период. Исто така сакам да истакнам дека со можноста обновливите извори кои што користат повластена тарифа да се стават на располагање на македонската економија. Тоа се негде околу 240 милиони киловат часови на годишно ниво по цена од приближно 100 евра за мегават час. Само за ваша информација, во текот на оваа недела цената на берзата Хупекс изнесува над 500 евра за мегават час. Дополнително, трошоците за загуби на електрична енергија во дистрибутивната и во преносната мрежа, ЕСАМ ги обезбедува по цена од 143 евра за мегават час во дистрибутивната мрежа и по цена од 220 евра за мегават час, што се цени далеку по-ниски од пазарните. Значи и со оваа мерка, со овој пристап на ЕСАМ е обезбедени се помали трошоци за загуби на електрична енергија и за домаќинствата и за компаниите. Она што го кажуваме како Регулаторна комисија за енергетика е дека од особено значење ќе биде за да полесно се справиме со енергетската криза, когенеративната постројка ТЕТО да работи постојано во наредниот период, особено во зимскиот период, и сите домашни расположливи капацитети да бидат на располагање, бидејќи во секој случај домашната енергија е најевтина и е најдостапна. Значи, уште еднаш потенцирам дека сите барања од МЕА во делот на ингеренциите на Регулаторната комисија за енергетика се прифатливи, дел од нив се веќе реализирани, а наредните ќе ги реализираме во многу куси рокови. Ви благодарам.